Традицијата која одбележаа претходните генерации лингвисти од нашите основни училишта ја продолжуваат и младите со афинитети кон странските јазици. Преку Златен канал, основците во Јаким Крчовски се истакнаа на сцената во Националната установа Центар за култура Крива Паланка. Љубителите на театарот и на песната можеа да уживаат во интересна представа, како и во познатите француски шансони. Повод беше 20 март, кој е меѓународниот ден на франкофонијата, додека како дел од проектот Семантис 30 ученици под менторство на нивната наставничка по француски јазик Елена Николовска премиерно ја изведува представата Женско царство, и тоа на француски и на македонски јазик. Можност за дружба со овие талентирани млади ученици беше тоа што наставничката ги награди за трудот и залагањата во проектот. Летниот распуст тргна, како и да е, Николовска ги собра на едно место сите и со интересни символични подароци им даде признание за успесите. Националната комисија за франкофонија при Владата на Република Македонија, Институтот француски од Скопје и Сдруженијето на професори по француски јазик успеа да соберам неколку награди, кои што мислам ќе ви бидат во знак на внимание, дека ќе бидете задоволни од самото учество во проектот и во самото учество на франкофонската вечер. Мислам дека ќе бидете задоволни и среќни што сте биле дел од таа франкофонска вечер и ова ќе биде еден мотив се надам за натамошно учество во проекти по француски јазик. Михаил Павловски. Кристијан Младеновски. Иван Стаменковски. Маргарита Јовчевска. Борјана Мицевска. Марија Стјановска. Јоана Илиевска. Мила Сандовска. Додека ги примаат наградите, да кажеме дека проектот Семантис беше реализиран во партнерство со други европски училишта од Франција, Белгија, Србија, Молдавија, Полска, Романија и од Грузија. Во таа насока успехот со кој се истакнаа нашите млади беше и со цел да придонесе за промоција и актуализација на францускиот јазик кој се употребува на 5 континенти, со тоа што беше зачинет со македонски сегмент. Во представата која е поддржана од првиот човек на училиштето Драги Ристовски уживаа и видни гости од различни француски здруженија. Основците беа одлични, забавувајќи се понудија квалитетна сценска изведба благодарение на вредната работа на пробите и поради афинитетите за јазикот. Јас сум Александар Тасевски, завршив 7 одделение. 7 одделение. Учествуваше и ти во франкофонската вечер и во целиот овој проект. Кажи ми како си задоволен од целото искуство. Јас сум задоволен. На франкофонската вечер го глумев ликот Иван во француската драма Женско царство. Во проектот работиме, правиме проекти и ги изложуваме на платформата и јас сум задоволен од овој проект. Планирам да ги изучувам францускиот јазик и така. Јас по моја иницијатива се вклучив, јас ги сакам странските јазици. Не беше тешко, всушност е забавно и така. Јас сум Становска Марија, завршив 7 одделение. И ти учествуваше, значи и во проектот и во франкофонската вечер, кажи ни ти нешто повеќе за искуството. Јас го глумев Злата во француската драма Женско царство. Беше забавно. Штом си глумела на француски, сигурно имало доста за учење, тешко ли беше? Не, лесно беше. Имаше ли трема пред изведувањето, после дали имаше одгласи од публиката, пријателите твоите блиски сигурно те гледале? Да, имаше трема, да. А ти како мислиш дека помина? Добро помина себе тоа? Да. Задоволни сте од наградите, од вниманието од наставничката? Да, многу сме задоволни. Имаш ли афинитети од претходно ти кон францускиот јазик? Дали планираше со јазици како и Александар да се занимаваш во иднина? Па да, ги сакам странските јазици. Вие всушност сте биле најдобри на училишниот надпревар, двајцата заедно ќе одите во Полска, дали се радувате на тоа, што очекувате таму? Па очекуваме да поминеме добро. Александар, се израдува по тоа, очекуваше? Да, многу сум задоволен од мојот успех. Очекуваше дека ќе успеете? Всушност не, зашто имав силни конкуренти. Не очекувам.
Јас сум Јоана Илиевски, сега завршив 7 оделение. Јоана, и ти учествуваше значи и во проектот и во франкофонската вечер, така? Може да ни кажеш нешто повеќе? Да, јас бев кметицата во француската драма Женско царство, сум задоволна од целата драма и франкофонијата. Да не сеќаваш колку време траја подготовките, како си поминувавте за време на пробите, некое искуство? Да, текстовите ни беа дадени пред да почнеме зимскиот распуст, но почнавме повеќе да работиме кога подовме пак на училиште. Беше ли интересно целото тоа искуство, се забавувавте ли се? Да, беше интересно. Ти планираш да учествуваш во нешто вакво еве следната година, можеби ли да изучуваш француски јазик? Да. Горда на своите ученици и наставничката по француски го потенцираше значењето на успесите. Освен трудот и талентот на младите, таа е благодарна за посветеноста и за дружењето на пробите. На 4 април 2014 година во Домот на културата во Крива Паланка се одржа франкофонската вечер, која што беше направена по повод проектот Семантис, кој го работиме повеќе од 2 години, и самото прославување на Меѓународниот ден на франкофонијата 20 март. Учениците сметам дека се задоволни, се заврши во најдобар ред и сега во знак на внимание од страна на Националната комисија на франкофонија при владата на Република Македонија, Францускиот институт од Скопје и Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија им доделивме неколку скромни награди на сите учесници во франкофонската вечер и самиот проект Семантис. Овие ученици се солидни, посебно по мојот предмет, по француски јазик, беа воодушевени од тоа дека можат да прават нешто што е надвор од училиште, нешто што е на француски јазик, истовремено да ја представат својата култура и традиција. И беа доста задоволни од самото учество, малку пробите беа напорни, додека сега се совладе на француски јазик, додека се да уклопиме, да направиме како што треба, но сметам дека се заврши во најдобар ред. Им благодарам на колегите, значи на професорите од нашето училиште кои што ме поддржа во организирањето на франкофонската вечер, со начело со директорот, кој што секогаш ги одобрува овие настани. Родителите исто така се презадоволни, киносалата беше преполна. На моје огромно задоволство, имавме доста гости од сите француски здруженија од Скопје, така да сметам дека се е добро. Сега на крајот веќе имаме, при крај сме со проектот Семантис, како последна средба на сите партнери. Имаме средба во Полска, во Вроцлав, во Полска, од 2 до 5 октомври. И бидејќи сите учесници не може да бидат дел од ова патување, моравме да направиме еден училишен надпревар, каде што ќе избереме една најдобра ученичка и најдобар ученик, значи кој што имаат најдобри резултати. Марија Стојановска од девојчињата, Александар Тасевски од машките и со мене ќе ме придружуваат во Вроцлав, Полска. Искрено имам неколку понуди околу други проекти, па ќе ги разгледам, па ќе размислиме како ќе продолжиме, ама тука нема да застанеме секако. Со оглед на тоа дека може да се пофалат со млади амбициозни ментори и натаму ќе ги одбележуваме успесите на учениците со афинитети за францускиот јазик, Македонија е полноправна членка на Меѓународната организација на франкофонија и учествува во прославата на овој јазик, солидарноста и на диалогот меѓу културите, вредности и на цена.